Натали, фала ти што се нафати да бидеш дел од емисијава, од Хероите, имаш огромен резултат и ќе биде убаво кога споделиш подетално твојата приказна со армијата. Кажи ми која е Натали, од каде доаѓа, колку години има? Да. Вака, јас здраво на сите, здраво на девојките од армијата. Јас сум Натали Никлевска. Имам 25 години, доаѓам од Тетово. Вработена сум во Министерството за внатрешни работи во Тетово. И чести задоволство ми е денеска што сум тука вака. Фала ти, Кај тебе, задоволството. фала и на поканата. Задоволството е Да. и мое. Колку време си дел од армијата? Дел од армијата сум од минатата година, од мај месец. Значи со летен предизвик, еден, и до ден денес. Супер. Да, Пред да навлеземе подлабоко за програмите, ајде кажи ми која е Натали. Во смисла, што правеше Натали пред да почне со програмите на Pitch Army? Како изгледаше еден нејзин ден? Што се исхрануваше? Дали воопшто помислуваше на тренинг? Цел тој процес, сакам да ми го раскажеш. Значи вака, јас сум тип на човек што секогаш го сакам јадењето. Значи гурман сум, готвам, често сум во кујна и претходно бев и сега исто така со овие јадења. Никогаш не гледав на тоа колку денеска ќе изедам, количински, дали е лошо тоа за мене, не е лошо, нели? Сум тренирала, бивша одбојкарка сум била често по утакмици, активна, да, и во теретана исто, и на фитнес сум одела, меѓутоа пак не сум гледала на исхраната. Секогаш сум гледала, јадам, нема проблем, ќе одам, ќе си истренирам, ќе си го извадам тоа, а количински, нели, колку сум јадела и дали тоа има ефект, фитнесот и вежбањето, тоа никогаш не сум гледала. Дали сум била активна и сум мислела дека тоа е окей, супер е што сум активна. Дали од кога имаш проблем со килограмите? Дали во периодот кога беше одбојкарка имаше проблем со килограмите или од кога прекина да бидеш активна? Па вака, значи дефинитивно од кога прекинав, меѓутоа и кога прекинав исто така се вработив и работата си го направи своето, канцелариската работа, нели, седењето на столица и неактивностите. Иако сум одела на фитнес и во теретана, не било тоа често, било само еден месец и пак назад. Ќе ме зомрзе и нема да одам, нели, се Колку да задоволиш психа дека нешто правиш, да, оствари дека сум активна, а оствари ништо не е тоа, да, воопшто. Споредба со ова сега, нема споредба никаква, да, дефинитивно. Дали килограмите беа единствената причина или имаше некој друг проблем што те мачи? Не, килограмите само, значи дефинитивно беа единствена причина. Здравствено не од некој подлабок аспект, меѓутоа од аспект на тоа дека немав доволно енергија, не можев да се движам, не можев да си ги заврзам патиките како што треба, како сега што си ги заврзам. Тоа се случуваше во средна школа или на факултет? Не, значи после 18 години тоа ми се случи. Како тоа влијаеше на пример на твојата самодоверба? Ете 18 период кога излегуваме, така се мешаме со луѓе, одиме во диско, сакаме да се дотераме да не видат. Како тоа влијаеше на тебе? Дали влијаеше? Влијаеше за тоа што ги гледаш сите како убаво се облекуваат, се разголуваат, нели, све тоа дотерани, топ. Ти гледаш само да си го покриеш телото, делот кој што ти е покрупен, нели. И воопшто не ми беше убаво, меѓутоа не знам, некако не дојде до тоа јас да размислам и што се случува, зошто тоа така да биде, зошто да не го сменам, нели. И еве некако се решив сега. Колку повише се фокусираше дај да го скријам тоа отколку да го снема проблемот. Да. Кога се случи пресвртот? Пресвртот се случи, значи, лани пред летото, нели, мај месец, така бевме на кафе излезени со другарките и као еве доаѓа сега лето, ајде активност малце, нели, не јадење. Се разголиме, да. Свадби идат, нели, на плажа треба да се иде и така. И баш така си правевме муабет и ја викам ќе се запишам сега на фитнес. Може ќе допринесе малце, нели? Да. За да ослабам или да скинам некое килце. И баш една другарка ми рече, зошто не кај Ана, пошто имам две другарки што беа кај. Да ја поздравиш таа другарка многу. Да. И она баш ми рече, јас ќе се пријавам сега за 2 недели е пријавувањето, нели, резервирање на места, после ќе... И ја викам, викам, ајде, здрави, има време, ќе видим. Која беше причината во тој момент што те колебаше? Па,
Причината Не беше што? сигурна во програмите или уште не беше сигурна во себе дека си сега решена да постигнеш резултат? Воопшто не бев сигурна у себе. Значи, не знам, реков, ајде, ќе бидам на програмите. Претходно и таа другарка беше ослабната, значи супер си направи тело и уште една исто другарка заедно ни беа на програмата, баш памтам бевме излезени. Вечерва Ана ни дозволува да пиеме тоа, не ни дозволува тоа. И ја ги гледам сега и викам, знаеш, супер топ, девојчињата си се топ, тело. Ај викам ја да си пробам, не е лошо да си видим како е. Моите диети не функционираат очигледно до претходно и така си резервирав место. Кој момент беше пресуден за тебе, па кога ја виде програмата, така кажа дека се уште не си била сигурна дали сакаш да направиш промена, во смисла не си сигурна дали сакаш да почнеш сега и дали си решена за нешто такво. Кој момент беше пресуден кога дојде на програмата и рече ова е таа програма, мене што ќе ме среди? Имаше ли таков момент? Искрено мислев дека ќе биде малце поразлично од тоа што било претходно. Во смисла? И бев убедена од тоа, у смисла на исхраната, у смисла на вежбите. Дека ќе биде потешко, дека ќе биде позахтевно? Не, дека ќе биде полесно и дека ќе допринесе до мене тоа нешто. Сметаше дека програмата ќе ти биде полесна, дека ќе ми биде полесно и порастеретено, нели? Во врска со рецептите и со исхраната и со вежбите и затоа што можда и некогаш не сум сакала толку да се замарам со калориите, нели, со вежбите, дали правилно се направени, дали треба да ги колку треба да ја направам од, нели, од секунди, од серии и тоа. И си викав, дај сега ќе си пробам. Иде лето, не се зафркава више. Плюс ти изџвакано, направено, напишано се, само треба да го следи. Да, преубаво, немам коментар. И ајде. И тоа беше моментот. Моментот. Колку килограми успеа да намалиш со програмите? 26 килограми, значи од јуни, нели крај мај, како беше крај мај, така почнавме со летниот предизвик до ден денес се уште. Опиши ни го малку тој период. Што се случуваше во таа година? Беше ли едноставно? Не беше едноставно. Кој момент беше тежок? Тежок момент највише ми беше исхраната. Зошто? Затоа што многу сум гурман и многу готвам работи кои што се нездрави. Количински сакам да јадам многу, заљубена сум во храната, значи ја сакам храната. Меѓутоа сега се заљубив дополнително во оваа храна, дефинитивно, и повише ми одговара и посреќена сум и не знам. И што се случи со старите навики? Така, сигурно верувам дека си имаш моменти кај што си дозволуваш, така? Да, си дозволувам, меѓутоа јас гледам да се вратам утре дента или по 2 дена пак назад. Значи, тоа е малце, ми беше тешко на почетокот, психички не можев да се контролирам, меѓутоа успеав, дека денеска ако јадам, како вчера, не знам, комат со паричка, нели? Денеска сум пак на старото. Браво, со овесна каша, со така натаму, нели, до крајот на Браво, денот. значи мора да си го заслужиш комадот, така? Да. Ете, еден совет од голем гурман, што наистина мислам дека ќе им значи на девојките. Освен килограмите, забележа ли некои други промени на тебе? Не знам, во однесување, во самодоверба, во односот со пријателите, со момчето, ми спомна дека имаш момче, наскоро ќе бидеш и невеста. Што се случи? Па попозитивна, поенергична, нема толку стрес, нема толку нервози да се нервираш, нели, не знам, во однос на облеката. Сега гледам, се облекува малце и, нели, да не биде тоа покриено, да биде све... Да. И така. Кој ти беше најголем бенефит од целата програма? Што почувствува? Така, освен и намали килограмите, што се чувствуваш дека ти доби со сето ова? Самодоверба. И дека јас можам, и дека успевам, и дека успеав. Браво. Дали е доволно тоа за да продолжиш со истово темпо и понатаму? Да. Сметаш ли дека нешто може да те закочи во иднина и што? Не, дефинитивно. Значи газиме понатаму уште појако. Чим сум решена и чим ми е супер, топ. Која е твојата крајна цел? Постои ли крајна цел? Мислиш ли дека ќе се постигне некој резултат и готово? Тоа беше нешто? Не. Јас продолжувам понатаму, затоа што ова е многу убав начин на живот. Не е само толку 2-3 месеци, летен 1, летен 2 и крај, готово. Значи, ова е начин на живот на кој што сите треба да продолжиме да го живиме
Иако некогаш нели има некои си, нели, денови каде што сакаш да си Нормално. каснеш да си пивнеш, да. И јас си каснувам, си пивнувам. Да, пак да си се вратиш назад, пак да си вежбаш, да си бидеш активен, да си јадеш тоа што треба да си јадеш, најпрви за здравието, нели, а понатаму исто така за физичкиот изглед. Дали ти се допаѓа принципот на работа наш во смисла што имаме неколку отварања годишно? Би ти одговарало ли повеќе да, не знам, имаш месечна програма и тоа да си терат преку целата година? Не, баш ми се свиѓаше, искрено, да, затоа што баш се навикнуваш на една храна и после нели доаѓа втор месец, втор летен, доаѓа друга храна. А во периодот кога нема отварање на програмите, што се беше случува? тешко. Малце ми беше тешко затоа што јадеш, чекаш друга програма, нестрплив како си. го користите периодот да си лапнам поише кола. Пред следно отварање. А не, тука ќе не фати за уши секако после 2 месеца. Иако малце ми беше тешко, зашто сакав тој период пак да ми биде исполнен со нешто ново, нешто друго, иако исхраната си ја терав, сепак месец и пол, нели, можеше да се фати. Да. Си терав, ама бев возбудена и знаев дека ќе има летен 2, нели, и едва чекав нови рецепти, нови вежби и така. Супер. Во моментов спремаме месец 3 и така да верувам дека ќе ви се допаднати вежбите. Во моментов ја правам и храната и така да нема да запреме тука, се спремаме за пролет. Без многу размислување. Што најмногу ти се допаѓа од програмата? Одма. Програмата? Одма, не мисли. Храната. Храната? Да. Многу повише од вежбите? Многу повише од вежбите, да. Многу ми беа тешки вежбите. Не знам, на почеток не беа. Левел 1? Не го гледав левел 1. Што бил проблемот? Тоа е некако, не знам, делува дали во психа си викаат сега јас левел 1 или сум, другите вежбаат левел 2 и сите се трудат да вежбаат по левел 2. Да, има процес. Не, правев паузи, не дека не правев паузи и окей беше, си ги вежбав. Вежбите, цел тренинг, значи успевав да го извежбам. Се чувствуваше тој прогрес, нели, од недела на недела? Да. Колку повеќе намалуваш, полесно ти е, како повише накачуваш мускулна маса, имаш повише сила. Да. После малце, нели, повише и на килажа, не знам. Се случува ли да има недела дена каде што нема да вежбаш? Да, се случи. А таман ќе те прашав, што ќе им препорачаш на девојките во случај кога велат немам време или немам мотивација? Значи, не дека... на одмор кога беше? Добро, не дека нема време, да. Тоа бев на одмор и стварно не можев сега на одмор сега да си се опуштам и тоа све. Иначе не, никогаш не престанав. Иако имаше денови каде што не бев дома, не успевав, нели, натаму наваму со некои врски, меѓутоа гледав навечер пред спиење обавезно да го извежбам тренингот или утре дента са бајлето да го извежбам тренингот и од сабота, нели, или од петок и 2 тренинга да направам. Што е тоа што ти даваше мотивација? Ете, толку касно да вежбаш. А си немала време, така се те викаат, немам време. Што те движи? Значи, што најмногу те движи? Резултатот што го имаш. Се гледаш во огледало и си викаш, вау, каква станав, каква сум убава, зошто да не продолжам понатаму, зошто да не биде уште поубаво, зошто да не биде, не знам, уште поефикасно. И тоа некако ме водеше понатаму и ме води понатаму позитивни коментари. Исто така. А сега имаш и голема цел? Да. За свадба. Треба да те средиме, така? Уште колку сакаш до свадба да намалиш? Уште 10 килограми сакам. Да. Дефинитивно уште 10. И малку појако тренинг, за да биде тоа се на место. Да нема толку големи свадбарки. Јас да е свадба, ама не. Супер. Кажи ми сега, веќе сме при крај, дали би препорачала и на други да се приклучат или дали имаш више твоја мини армија? Па имам мини армија, да. Многу ме мотивира. Иако секојдневно се појавуваат нови личности, каде што ќе ме прашат, леле, како ослабе, блазе си ти, алал да ти е за толкав период толку да ослабеш. Не знам дали те прашав колку вкупно ослабе, 26 килограми. Да. И како, кажи ми рецепт, кажи ми што е... Да, мисля, тајната е, дај тие 2 рецепти. Не знам, да. Нешто си пиела, сигурно не пиев ништо, едноставно, здрава храна, добри тренинзи, супер. И водат кон ефикасна, нели? Кон ефикасност. Јас би им препорачала на сите,
останати девојки да се приклучат на програмата твоја, затоа што стварно е топ, нема грешка, да не наоѓаат изговори, немам време, кога се сака за све има време. Еве јас на пример работам канцелариска работа каде што сум прва, втора смена на работа, јас фаќа нели дел од денот каде што треба да направам и доручек и ужина, нели така и ручек. Што во денови кога нема да најдеш време? Ете, си се успела. Или не се случува? Па не се случува, не. Браво. Не. Или од вечер го правам, значи доручекот, или од сабарите останувам многу рано за да го направам доручекот. Нема изговори, ми се спие тоа, не. Тоа се само изговори. Ништо друго. Ти. Да. Браво. Можам дури да те замислам колку ќе бидеш убава како невеста и сакам да ни пратиш слика и да те објавиме на Pitch Army, да те види целата армија. Кажи ми, дали претходно си била на некои други програми? Дали нешто слично, си имаш некое слично искуство или си се сама себе си? Па не сум била на ниједна друга програма, на ниједна, едноставно некоја си своја диета што сум ја читала на интернет како не знам што е здраво да се јаде, што не е здраво да нели што треба да се избегнува и тоа, меѓутоа не е допринело до некаков си бенефит. И не ме влечело понатаму, значи да продолжам. Јас може првите 2 недели да си ги терам и да се биде супер, нели нормално. Ама пак не знам, не сум имала толкава мотивација. Плюс на Facebook групата кога видов тоа ќе те прашам следно. Сметаш ли дека девојките во групата дополнително даваат мотивација? Дефинитивно, кога ќе видам како биле пред и потоа и како се толку упорни и колку се убави и не знам, тоа ми беше. Ти фали ли дружба во живо со девојките? Сметаш ли дека годинава треба да направиме нешто за да се дружиме повеќе? Да. Ова го кажувам од причина што знам дека ќе не гледаат многу девојки, така јас сум една, вие сте многу, така да секоја идеја ваша ќе ми помогне многу ако ние полесно најдеме начин како да се организираме за да имаме што повише средби, затоа што на вистина сакам годинава тоа да ни се оствари. Убаво ми е кога ве гледам. Ете, минатиот четврток видов, запознав 6 девојки во иста вечер кога бев излезена. Сите се споивме заедно, сите почнавме да играме и беше многу убаво чувството и сакам годинава тоа да се случува многу почесто и ќе ми биде мило ако се дружиме. Да, може. Фала ти, Натали, што беше дел од, ајде нема да зборувам емисијата, фала што ми дојде дома на гости. Ми беше многу мило и што сподели со девојките, беше искрено, беше чисто, ти си многу убава, ти ја сакам енергијата и сакам да постигнеш уште поголем резултат. Фала ти на тебе премногу, сакање.